Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Никита, преподобниот Филотеј и светиот маченик Порфири. Светиот маченик Никита, родум од Гот, ученик на епископот Теофил Готски кој учествувал на првиот Вселенски собор. Кога готскиот кнез Атанарик почнал да ги мачи христијаните, тогаш светиот Никита застанал пред кнезот и го разобличил поради безбожништвото и нечовечноста. Мачен со страшни маки, Никита се поцврсто ја исповедувал верата Христова и му се молел на Бога со благодарност. Неговиот ум непрестајно бил воздигнат и вдлабочен во Бога, а на градите под облеката имал икона на Светата Богородица со предвечниот младенец Христос кој стоел и држел крст во своите раце. Оваа икона светиот Никита ја носел затоа што Света Богородица му се јавила и го утешила. Најпосле мачителот го фрлил Христовиот војник во оган, во кој светиот маченик издивнал, но телото негово останало неповредено од огнот. Неговиот другар Маријан го принел неговото тело од готската земја во Киликија, во градот Мопсует, каде што му изградил црква на светиот Никита и ги положил во неа чудотворните мошти на маченикот. Пострадал и се прославил во 372 година. Поуки од светите отци. Се што е телесно е миливо. Кој го сака светот, ги сака и сопките во него. Затоа, ако некогаш ни се случи да изгубиме нешто, тоа треба да го прифатиме со радост и благодарност, свесни дека преку тоа сме се ослободиле од грижа. Ава Евпрепи. Преподобниот Филотеј, од селото Мирмикс или Мравин во Мала Азија. Мајка му се викала со истото име само наопаку, Теофила. Бил презвитер и уште за време на животот бил голем чудотворец. Во една прилика претворил вода во вино, во друга прилика умножил леб. Се упокоил во Господа во 10 век. Моштите му се пројавиле како мироточиви. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Светиот маченик Порфири, родум од Мимос. Прво ги исмевал христијаните пред царот Јустинијан од стапникот. Така, еднаш, изигрувајќи ја христијанската тајна крштение, тој се потопил на бината во вода, изговарајќи ги зборовите: во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Кога се кренал од водата, тој извикал: сега сум христијанин.
Сите мислеле дека тој како актер се шегува како и секогаш, но тој останал при своето, престанал да го исмејува христијанството и најпосле пострадал за Христа. Бил обезглавен во 361 година и се преселил во Царството Христово. Поуки од светите отци. Постојат 3 демонски замки кои ги крадат радоста и мирот. Жалењето за минатото, стравот од иднината и неблагодарноста за сегашноста. Свети Антони Велики. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак. Тебе